После шокот од самоизолацијата и од оваа вонредна состојба која ни наметна со закон таа самоизолација, првата фаза беше одбивање, рационализирање, обид да кажеме дека можеме да избегнеме, можеби тоа брзо ќе се среди, но потоа се повлековме од тоа, соочени сте со едно подолготрајно, веројатно, сценарио на самоизолација и се отвара една, секогаш со секоја криза се отвара некоја шанса за промислување на оно што Хана Аренд го нарекува human condition, условите на човековиот живот. Гледате дека хистеризираните агенди кои сами ги наметнувате на себе си, за тоа како го организирате вашиот живот, полека изгледаат всушност изфорсирани, дека без нив се може. Контактите ви недостасуваат, но ги заменувате со интернет. Се обидувате да промислите и направите наново плановите. Но тоа е сеп малку потопено во страв, секако, поради пандемијата. Не е тоа личен избор, ни јога, зен. Тука е на некој начин притиснатите од социјалната ситуација за сите нас, но тоа е шанса, тоа на некој начин не изедначува сите. Иначе сами можеби никогаш не би го направиле тој избор таков. Но вака сте принудени и сте ставени во една ситуација на нова шанса за промисла. И таа треба да се искористи. Гледате италијанските градови што се за нас некаков символ на нашата цивилизација, и гледате меланхолично празни како сликите на Де Кирико. Некои животни тамо се вратиле што избегале од човековата густина и отпад. Меѓутоа се е тоа како во научно-фантастичен филм изгледа. Сега добро, и во Скопје има корона, Вардар не е почист, но не, ништо не е идеално. Се обидуваме да учиме преку интернет, се обидуваме наново да го организираме основната дејност која правиме. Ќе видиме, возбудени сме од таа можност како ќе тече. Читаме повеќе, филмовите стана обсесија. Но и нашите планови, можноста да си ги премислите плановите, да се исплашите пред нив или да се охрабрите какви ќе изгледаат. Да го организирате се тоа со нова методологија, ден за ден. Без преголеми планови, со една друга метафизика на денот. Ја ве повикувам тоа да го споделиме заедно. Ја ве повикувам во тоа литературно темно моје капче од кое ве поздравувам и ве повикувам. Чао.